Добре дојдовте на новото Едуино видео упатство. Јас сум Марија Велиновска-Велковска, по професија сум специјален едукатор и рехабилитатор. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа креирани да го поддржат процесот на онлайн наставата. Се надевам дека ќе имате можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Дали досега сте имале ситуација да подготвувате материјал за ученик со попреченост, да посветите многу внимание, да прочитате многу материјали, да се советувате, но да добиете повторно негативен одговор? Односно, родителот да ви каже дека ученикот не успеал самостојно да го заврши тестот или пак домашното, бидејќи при пишување добил спазам или грч во рацете и прстот останал на буквата М, па наместо зборот мајка да се напишат стотици букви М. Дали вие како родител многу често сте принудени да седите до вашето дете и материјалот кој го добивате од наставникот да мора да го работите заедно, бидејќи покажувачот на екранот многу брзо се движи при нагли и неконтролирани движења на рацете на детето. Сигурна сум дека со такви тешкоти се соочуваат наставниците, родителите и секако најмногу самите ученици. Во ова видео би сакала да ви дадам неколку насоки како може да го направите компјутерот да биде полесен за употреба, односно да се овозможи поголема самостојност на ученикот при следење на наставната програма. Во секој оперативен систем, значи секако вклучувајќи го и Windows 10, постојат така наречени пристапни опции. Опции преку кои компјутерот се прави полесен за употреба. Каде се сместени тие пристапни опции, што можеме да направиме да биде полесно за употреба и зошто се важни овие прилагодувања, токму сега ќе ви покажам, ќе ви презентирам како може да го направите истото. Значи во секој оперативен систем, повторувам, вклучувајќи го и Windows 10, кој што претпоставувам најмногу го користите, во делот на Control Panel има еден дел кој што се вика Easy of Access, односно во овој дел може да го направите компјутерот полесен за употреба. Стискате на Easy of Access Center и тука се сместени сите пристапни опции кои што ви се потребни да го направите компјутерот полесен за употреба. Хајде сега да видиме што всушност вие може да прилагодите и за кои типови на попреченост кај учениците можете да направите одредени прилагодувања. Верувам и многу сум убедена дека многу често во вашите класови имате ученик кој што има поголемо оштетување на видот и многу често, претпоставувам сега во време на онлайн настава, кога ќе им зададете одредени задачи, да ви кажат, да добиете фидбек дека не можат баш да го прочитаат текстот, бидејќи иако е зголемен фондот на буквите, сепак е тоа многу мала димензија за да можат тие да прочитаат. За таков проблем имаме едно решение кое што се вика вклучување на лупа. Што е всушност лупата? Може да забележите, со самото кликање на лупата добив еден правоаголник кој што како се движам со покажувачот, така тој ми зголемува се што е прикажано на екранот. Лупите ги имаме во неколку вида. Ќе ви покажам. Ако стиснете на full screen, ќе забележите дека во горниот дел на екранот, како поминувам со покажувачот, така се ми се зголемува. Каква лупа ќе избере ученикот, зависи од тоа на кој начин полесно му е да може да го користи компјутерот. Лупата, односно зголемувањето, може да се регулира на плюс и минус. Дали сакате да биде поголемо зголемувањето или пак помало. Со едно X вие се враќате повторно на стандардниот компјутер, односно без да има вклучена ваква опција. Следна пристапна опција е вклучување на виртуелна тастатура која што ја има во секој оперативен систем. Поддршката може да се смени. Многу често кога ќе ги прашаме луѓето дали ја користат оваа тастатура, најчесто наставниците велат дека ја користат кога ќе им се расипе некој од купчињата на тастатурата. Меѓутоа, оваа тастатура, кога зборуваме за ученици со попреченост, како е важна, посебно кога имаме ученик кој што користи некој асистивен уред, ќе видите малце подоцна во презентацијата кои се тие уреди, и не може на стандарден начин да ја користи тастатурата која што е на компјутерот. Тогаш, само со движење, дали ќе биде тоа тракбол или џојстик, ќе видите подоцна како изгледаат тие, и еден клик, тој може да пишува без да ја користи онаа стандардна тастатура која што е на самиот компјутер. Една од исто така
важните опции е како да го направите компјутерот да биде со силен контраст, со јак контраст. Што е всушност силен контраст, јак контраст? Црно-белиот контраст, значи имаме црна позадина, а бели букви, тоа е силен контраст. Е многу важно да се користи кога имаме ученик со поголемо оштетување на видот. На тој начин, учениците многу полесно го гледаат она што им се презентира на екран. Како се вклучува истиот? Значи, бираме висок контраст и во делот на висок контраст settings има едно копче кое што може да го поместите на десно и ќе добиете on. Во овој случај јас нема да го вклучам, затоа што ќе побара рестартирање на компјутерот, а тоа ќе одземе поголемо време, кое што е секако дозволено во цело ова видео. Затоа ќе оставам на вас, вие само да го вклучите копчето on и ќе видите дека ќе добиете една црна позадина, а се што ќе се презентира ќе биде бел. Значи ова е многу важно кога станува збор за ученици кои што имаат поголемо оштетување на видот. Што всушност можеме и друго да промениме, односно да прилагодиме, освен екранот, значи сите овие пристапни опции беа врзани за како да го прилагодиме екранот или десктопот да биде полесен за употреба, можеме да го прилагодиме да ни биде полесен за употреба и самиот маус. Во делот на прилагодување, односно како да го направиме маусот полесен за употреба, можеме да ја зголемиме големината на стрелката. Тоа е повторно важно за ученици кои што имаат поголемо оштетување на видот, меѓутоа тоа е важно и за ученици кои што имаат церебрална парализа и сите оние кои што имаат потешкоти во визуелната перцепција. Затоа е добро покажувачот да биде во поголема димензија. Доколку користите црно-бел контраст, секако бојата на покажувачот треба да изберете да биде бела, меѓутоа ако користите друга позадина, тогаш за полесно лоцирање на истиот, добро е да искористите и црната боја. Што е она што друго може да промениме, односно да прилагодиме кај маусот, тоа е секако брзината на движење. Зошто ни е важно брзината на движење на маусот да ја ставиме да биде поспора? Затоа што многу често имаме ученици кои што имаат неконтролирани движења, односно се движат до одреден објект, наеднаш добиваат грч во мускулите или добиваат некое неконтролирано движење и покажувачот да се изгуби од самиот екран и на тој начин, нели, кај самиот ученик да се појави фрустрација затоа што не може самостојно да го користи компјутерот. Затоа е добро брзината секогаш да ја ставиме да биде поспора, може и на минимум, зависно од потребата на ученикот. Имам ученици кои што имаат постојано тресење на рацете, кажано како тремор, и значи како им се тресе раката, користејќи го маусот, секако дека и покажувачот се тресе. И тоа е фрустрирачки за еден ученик кој што сака нешто да направи на компјутерот. Затоа е добро тие осцилации да ги ставиме на минимум, односно на најслабо. На тој начин ќе се канализираат и нема да бидат толку изразени на екран. Секогаш кога активирате одредена пристапна опција, мора да кликнете на apply за да компјутерот запомни дека вие сте направиле некакво прилагодување. За да можам да продолжам понатаму, јас нема да ги вклучувам, меѓутоа во делот на вежба секако ќе ги вклучиме да видите што всушност сето тоа значи. Во пристапните опции за како да се направи маусот полесен за употреба, имаме уште неколку работи кои што може да се прилагодат, а тоа е брзината на двојниот клик. Имаме ученици кои што не се толку спретни и брзи во двоен клик, па оваа опција ни нуди двојниот клик, нели, да го ставиме на многу побавно и да може да му дадеме време за двојниот клик да се регистрира како двоен клик. Имам ученици со интелектуална попреченост кои што поимот стрелка или покажувач е навистина апстрактен поим, па затоа многу често кога работиме со нив, односно кога работите со нив, треба да се изберете наместо покажувач стрелка рака, која што е поим кој што го познаваат и многу полесно може да го користат како покажувач. Што друго можеме да прилагодиме освен маусот? Секако многу е важно, една од поважните пристапни опции е како да ја направиме тестатурата полесна за употреба. Ќе ви презентирам две опции кои што се многу важни и многу користени кога станува збор за лица со попреченост, а тоа се sticky keys и филтер копчиња. Sticky keys или во превод лепливи копчиња и филтер копчиња. Лепливите копчиња кога и за кого се користат?
Имаме ученици кои што имаат слаба моторика на раката, односно може да имаат нефункционална моторика на рацете, да имаме прсти кои што не се движат, или пак да имаме еден функционален прст. Замислете еден ученик кој што има еден функционален прст и да треба да напише, да си ја напише својата мејл адреса. Ќе го напише, нели, првиот дел од мејл адресата, меѓутоа кога ќе треба да дојде до моментот мајмунче, треба да стисне на Shift и во исто време да стисне на бројот 2. Ако имаме еден функционален прст, тоа е невозможно. Или пак имаме ученици кои што работат со брадата, со устата, значи рацете им се нефункционални. И во тој случај, значи стискање на две копчиња за да се добие една функција е невозможно. Благодарение на Sticky Keys е возможно и можеме да го направиме компјутерот да биде пристапен за нив, со тоа што ќе ги вклучиме овие Sticky Keys и секако треба да стиснеме Apply. Повторно нема да го направам тоа, меѓутоа во делот на вежба ќе го прилагодиме. Како всушност функционира? Ако ги вклучиме овие пристапни опции, ако ги вклучиме лепливите копчиња, ја пишуваме мејл адресата. Стигнуваме до моментот пишување на мајмунче. Стискам на Shift, добивам еден звук кој што ми кажува дека е вклучена оваа опција, го тргам прстот и тогаш стискам на двојка. Ми се пишува мајмунче. Значи нема потреба во исто време да држам две копчиња. Ќе видиме во делот на вежби како тоа функционира. Филтер копчиња се копчиња кои што се користат за ученици кои што имаат најчесто неконтролирана моторика на рацете, пишуваат, наеднаш добиваат спазми или целата рака им паѓа на целата тестатура и се испишуваат букви кои што нели не се потребни да се напишат во зборот. Доколку ги вклучиме филтер копчињата, значи штиклираме во овој дел, стискаме Apply и почнуваме да пишуваме. Ако сакам да го напишам зборот мама, стискам на буквата М и прстот може да ми остане уште 10 минути на буквата М, меѓутоа буквата М нема да се напише се додека јас не го кренам прстот и повторно стиснам на буквата М. На тој начин се оневозможува стискање на букви кои што не сака ученикот да ги напише, а на тој начин исто така се намалува фрустрацијата кај учениците кои што имаат тешкотии во моториката и можат самостојно да пишуваат без да им треба помош од некого. Исто така, кога треба да избришат одреден збор, доколку не ја вклучиме оваа функција, тие сакаат да избришат одредена буква, стискаат на копчето за бришење, тука добиваат некој грч во мускулите и се брише целиот текст кој што го напишале и во кој што вложиле многу труд. Многу е фрустрирачки, затоа кога ќе ја вклучиме оваа опција на филтер копчиња, ќе се избрише само последната буква и следната ќе се брише додека кога ќе го кренеме прстот и повторно стиснеме на копчето за бришење. Не ги стискаме за да можеме нели понатака да работиме. Ова се едни од најчесто користените пристапни опции кои што се користат со ученици кои што имаат некаков тип на попреченост. Меѓутоа, за да го направиме компјутерот уште полесен за употреба, постојат и едни уреди кои што се нарекуваат асистивни уреди, спаѓаат во групата на асистивна технологија, технологија која што го олеснува, односно овозможува пристапот до компјутер. Тоа се џојстикот, тракболот, тестатура со големи копчиња и издвоени кликови. Тие овозможуваат да се надополнат овие пристапни опции и ученикот да може самостојно да го користи компјутерот. Сега предлагам да направиме неколку вежби со цел да ги извежбаме овие пристапни опции, а секако и да видите која е нивната практична примена. Многу често ќе им дадете нели на учениците домашна задача да напишат соодветни интерпункцијски знаци на секоја реченица. Еве на пример, во првиот случај имате ученик кој што има поголемо оштетување на видот и што би требало да прилагодиме, нели, за да може тој пред се да ги прочита овие реченици. Одиме во делот на Control Panel и сигурно се сеќавате дека треба да ја вклучам лупата. Да, ќе ја вклучам лупата и сега ќе видите како тоа ќе го направам. Погледнете како тоа се зголемува. Каде ќе одите на одмор, си кликам и пишувам прашалник. За да можам да продолжам да работам, секако ќе ја исклучам лупата и ќе преминам на
втората вежба. Имаме сега ученик со церебрална парализа, моториката на рацете е слаба, често добива спазми. Кои пристапни опции ќе ги вклучите? Значи, повторно имаме истата задача, само што сега треба да прилагодиме нешто друго. Значи, моториката на рацете е слаба и често добива спазми. Претпоставуваме во Control Panel ќе одиме Easy of Access Center и ќе ја вклучиме пристапната опција, како да ја направиме тастатурата полесна за употреба, ќе ги вклучиме филтер копчињата. Сега ќе видите што всушност значи тоа. Треба некоја секунда да се почека за да се прифати како опција. Добро. Откако ги вклучив пристапните опции, значи сега стискам на Shift, држам малце подолго и стискам прашалник. Прстот ми е се уште на прашалник, меѓутоа забележувате дека само еден прашалник се запишува. Истото ќе го направам, нели, и со другите опции. Стискам Shift, држам долго и стискам на точка. Се уште ми е раката на точка, меѓутоа гледате дека не се испишуваат десетина точки. И ако сакам да направам извичник, стискам Shift, раката ми е уште на извичник, имам напишано само еден извичник. И последната вежба. Значи, ако имаме ученик кој што има церебрална парализа, од прстите умее да го користи само палецот, кои пристапни опции ќе ги вклучиме, секако дека ќе одиме во Control Panel, Easy of Access Center, ќе влеземе во Easy of Access Center и ќе направиме тастатурата полесна за употреба, односно, памтите, делот на Sticky Keys ги вклучуваме. Чекаме неколку секунди да се активира. Да, и сега се подготвени за работа. Значи, каде ќе одите на одмор? Треба да стиснам Shift, меѓутоа во моментов јас не можам да го држам Shift, стискам Shift. Слушнавте звукот. Со еден прст, значи стиснав Shift, го кренав прстот, па стиснав на прашалник. Следното е, стискам Shift, одам на точка, го кревам, нели, прстот и одам на точка, Shift и извичник. На овој начин можете да го направите компјутерот да биде многу полесен за употреба.